Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Полицијата тресе во клиничкиот центар и болницата 8 септември, но и во приватни косметички студија. Поточно одделот за организиран криминал е во акција за истрага на нелегални медицински третмани и нерегистрирани препарати. Претреси освен во Скопје се изведуваат во Струмица и во Битола. Спроведена е координирана акција на повеќе локации низ државата насочена кон разбивање на мрежи кои според неофицијални информации вршеле нелегални медицински третмани и дистрибуција на нерегистрирани препарати, пред се ботокси и филери. При тоа се запленети и поголема количина од овие препарати, но и возила, телефони и парични средства. Неофицијално приведени се десетина лица, меѓу кои и повеќе доктори од градската болница 8 септември, од одделот за дерматологија од Скопскиот клинички центар, како и лице од АС Естетик од Битола. Повеќе детали се најавуваат во текот на денешниот ден. Поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Мухамед Сејдини е уапсен под сомнение за проневера и злоупотреби. Тој се сомничи дека на своја рака го променил договорот за изградба на трибина на стадионот во Охрид, за што голем дел од парите дошле од УЕФА. Сејдини во договорот вметнал авансна исплата и префрлил 700.000 евра на фирмата изведувач. За тоа не добил ниту банкарска гаранција. Обвинителството ја потврди информацијата и бара притвор од 30 дена поради опасност од бегство на Сејдини. Поранешниот председател на ФФМ Мухамед Сејдини е приведен под сомнение за проневера и злоупотреби. Информацијата утрово ја потврди полицијата. Полициски службеници од одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и одделот за криминалистичка полиција во координација со основното јавно обвинителство Скопје го лишија од слобода МС поради сомнение за сторени кривични дела, проневера и злоупотреба. Повеќе детали не соопшти ниту обвинителството. Во рамките на предмет оформен од Скопското обвинителство, полициски службеници од одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и одделот за криминалистичка полиција лишија од слобода едно лице поради действија кои упатуваат на сомненија за сторени кривични дела, проневера и злоупотреба, се вели во соопштението на обвинителството и се додава дека по овој предмет се уште се постапува. Неофицијално Сејдини е приведен под сомнение дека како председател на ФФМ на своја рака го променил договорот за изградба на трибина на стадионот во Охрид, за што голем дел од парите дошле од УЕФА. Според информациите, спротивно на одлуката на управниот одбор на Фудбалската федерација, Сејдини во договорот вметнал авансна исплата и префрлил 700.000 евра на фирмата изведувач. За тоа не добил ниту банкарска гаранција. За истиот случај, пред крајот на минатата година, новото раководство на ФФМ му отвори дисциплинска постапка, а пред 2 месеци и официјално му изрече 2-годишна суспензија за било каква функција во фудбалот. Мухамед Сејдини повеќе од една деценија беше дел од ФФМ, од кој 6 години на председателското место пред да си поднесе оставка во 2024-та. Александар Спасовски, Сител телевизија. Законот го предизвика вниманието на пратениците, но и на лидерите на власта и опозицијата. Законот за пратеници и законот за влада. За измените во законот за пратеници со кои ќе се оневозможи двојно државјанство, премиерот бара консултации и со уставни експерти, а за укинување на техничката влада Филипчи и Мицковски не се согласуваат. Јас разбирам дека во отсуство на креативност, во отсуство на паметни идеи и нешто што би било додадена вредност, се обидуваат да банализираат, да прават вакви гимнастики, но мојот совет би бил и до едните и до другите во парламентот да се консултираме со уставно-правни експерти да дадат тие своje мислење дали има логика да се продолжи понатаму или воопшто нема логика па да се напушти таа идеја. Овој закон за влада и укинување на пржинската влада мора власта да го повлече. Вакви автократски манири не се дозволени и нема да прифатиме. Да подсетам, тој закон беше донесен за изборите во 2016 година. Но на барање на Христијан Мицковски, законот беше вратен во 2018 година и така важеше на нивно барање и за парламентарните избори во 2020 година.
Доколку раководството на СДСМ одлучило да изолира партијата, тоа е одлука на раководството. Ако тие мислат дека на тој начин ќе привлечат внимание, ќе магнетизираат поголема поддршка и гласачи, тоа се нивна одлука, јас тука не би сакал да се мешам, но работната група и без СДСМ има кворум да работи во делот на измените на изборниот законник, кои што впрочем се однесуваат на препораките од ОПСЕ и ОДИХР, кои што значат по-фер избори. Вице-премиерот Арбен Фетај сам побарал да не биде повеќе дел од владата, изјави премиерот Мицковски при гостувањето во дневникот на Сител. Сопартиецот на Фетај, министерот за здравство Азир Алиу, неодамна во телевизиско гостување изјави дека вице-премиерот воопшто не доаѓа на седници на влада и дека има несогласувања со вреди. Бидејќи го спомнавте вице-премиерот Фетај, да, ние разговаравме јас и тој лично ми пренесе дека во иднина нема да се гледа повеќе во владата, која што јас ја предводам, тоа беше уште пред можеби неколку недели. Тој рече дека ќе се врати во Брисел, имајќи го предвид неговото образование, неговото искуство во рамките на институциите во Брисел, јас мислам дека можеби би била добра можност да биде тој некаков специјален пратеник во рамките на Европскиот парламент, во рамките на бриселската администрација, така што се уште размислувам за тие околности, но да, тој самиот мене ми го кажа тоа дека во иднина планира да се врати во Брисел, каде што планира да го продолжи својот професионален живот и се става на располагање доколку може да помогне. И во рамките на тој разговор некако нашето заедничко мислење беше дека неговото искуство, образование и неговата работа таму треба да државата и владата ги искористи. За 20 до 30 евра по лице се очекува да поскапи цената на авиобилетите за летната сезона по се поизвестната криза со авионското гориво. Европските туроператори алармираат дека покачувањето на цената на дериватите и кризата со керозинот ќе го зголеми бројот на откажани авиолетови и резервации за летување. Од друга страна пак, државата тврди дека е подготвена за предизвиците кои ги носи кризата. Таа би се движела нормално на некој покачување 20 на 30 на евра на авионска карта по лице, плюс минус, не е нормално, иако тие го задржуваат правото да се среди ситуацијата и се тоа што го зборуваме сега е со моменталната цена и моменталната ситуација. Сме во комуникација и исто така со странките сме во комуникација, значи секој еден кој што има уплатено за летување, за патување, си ја има потврдена таа цена. За жал, заради горивото, авионското гориво, информациите кои што ги добиваме не се позитивни. Немаме конкретни информации, не знаеме што точно ќе се случи. Сега можам да кажам дека коментарот е после примирието има мало олабавување, но резервациите, нивото на резервации е далеку од тоа што беше минатата година во овој период. Ние во Македонија сега за сега не осеќаме, освен тоа што се покачени авиобилетите и транспортот, автобускиот транспорт, ние не осеќаме пад на дојдовниот туризам во Македонија, али во топла комуникација сме со партнерите во светот каде што имаат озбилен пат на дојдовниот туризам. Скопје во 2028 година ќе биде Европска престолина на културата. Прогнозите се дека оваа титула ќе привлече и околу 8 милиони туристи во метрополата. 28-та година ќе биде цела година исполнета со настани, започнувајќи од 1 јануари, завршувајќи до 31 декември. Што значи дека таа цела година ние ќе имаме настани, манифестации, отварање на објекти инфраструктурни кои што ќе се прават во меѓу време, ќе се реконструираат, ќе се градат нови и така натаму. Ние ги прибираме сите информации за позитивните примери, не само во делот на културата, туку и во делот на туризмот, но најмногу што е за мене, а верувам дека тоа и за градоначалникот сме разговарале многу често, многу е важна екологијата. In 2010, Essen turned itself from an industrial region into a cultural hub. In 2016, Wrocław in Poland saw stimulation in local entertainment companies and new artistic projects. Other social achievements are illustrated by this finding from researchers. 1% increase in cultural consumption leads to a 20% reduction in hate crime.
Together with the city of Skopje, UNDP will support further the transformation of Vardar River Corridor into a green, active urban axis, developing new blue-green infrastructure with accessible public spaces. In parallel, we will work on fully opening and integrating the archaeological site of Skupi into the city's cultural life. Вестите во 8 завршија.